браќа и сестри, Он ги зеде на себе нашите немоки и ги понесе болестите. Исусе, Исусе, ке врвам по тебе каде и да одиш, зашто лисиците имаат легла, а птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подслони. Врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно да кажам, стани и оди, или ти се простуваат гревовите твои? Зошто здравите немаат нужда од лекар, а болните? Одете и научете се што значи милост, милост сакам, а не жртви. Зашто не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Зашто никој не крпи стара облека со нова крпа, оти таа ќе се отшие и отворот ќе биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мевови, зашто мевовите ќе напукаат и виното ќе истече. Туку ново вино се става во нови мевови. Зашто жетвата е голема, а работниците се малку. Затоа помолете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. И Исус ги повика своите 12 ученици. Елате ваму, им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. Се приближи Царството Небесно. Болни лекувајте, лепросни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не носете во појасите ваши ни злато, ни сребро, ниту бакар, ни торба за пат, ни двојни алишта, ниту обувки, ниту снап, зашто работникот ја заслужува својата награда. А што влезете во некој град или село, распрашајте кој е во него достоен и таму останете додека не си заминете. А штом ќе влезете во некој дом, поздравете го со зборовите мир вам, и ако куќата биде достојна, вашиот мир нека преиде на неа. Ако пак не е достојна, вашиот мир нека се врати при вас. Ако пак негде не ве примат и не ги послушаат зборовите ваши, излезете од тој град или село и истресете го правото од нозете ваши. Зашто вистина ви велам, полесно ќе и биде на земјата Содомска и Гоморска во тој ден, отколку на вашиот град. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулави. И пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве предадат по судовите и по синагогите нивни ќе ве бијат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Зашто не сте вие што ќе говорите, а Духот на вашиот Отец ќе говори во вас. И ќе предаде брат брата си на смрт и татко од чедото свое. И ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат. И ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но кој издржи до крај, ќе биде спасен. Нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот господар. Доста е за ученикот да биде како неговиот учител, а на слугата како неговиот господар. И така не плашете се од нив, зашто нема ништо сокриено што нема да се открие, ниту нешто тајно, а да не се узнае. Тоа што ви го говорам во темнина, кажете го на видело. И она што го слушате на увото, разгласувајте го од покривите. И не бојте се од оние што ви го убиваат телото, оти душата не можат да ви ја убијат, зашто душите на ангелите се со вас. Кој ќе се откаже од мене пред луѓето, и јас ќе се откажам од него пред мојот Отец Небесен. Кој ќе ме признае и мене пред луѓето, и јас ќе го признаам него пред мојот Отец Небесен. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата.
Не дојдов да донесам мир, туку меч, зашто дојдов да разделам човек од татка си, керка од мајка си, снаа од свекрвата незина и непријателите на човека ќе бидат неговите домашни. Но кој ќе претрпи до крај, претрпивши же до конца, тој спасеция. А Јован, штом чува затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици кај Исуса и го прашаа: Ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? Ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? А Исус им одговори: Одете и кажете му на Јована што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат, сакати проодуваат, лепрозни се очистуваат, глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној што не се соблазнува заради мене. А вие што сте излегле да видите во пустинава, трскали што се лулее на ветрот, човек ли облечен во меки алишта, ете оние што носат меки алишта, во царскине палати се. Па што излеговте да видите пророк ли? Да ви велам, и повеќе од пророк, зашто тој е за кого е напишано: Ете јас го праќам мојот ангел пред лицето твое, тој ќе го приготви патот твој пред тебе. Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јована Крстителот, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. И ако сакате да знаете, тој е Илија што треба да дојде. Кој има уши да слуша, нека чуе. Ви свиревме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте. Оти дојде Јован кој не јаде ниту пие и велат: без има. Дојде Синот човечки кој јаде и пие и велат: ете го човек ненаситен и пијаница, и се оправда премудроста со своите дела. Те прославувам, Оче, Татко на небото и на земјата, што си го сокрил тоа од мудрите и разумните, а си го открил на младенците. А Исус ви вели: дојдете при мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум смирен и кроток по срце, и ќе најдете мир за вашите души. И ако знаевте што значи милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудите невините. За да се оправда кажаното преку пророкот Исаија: ете го слугата мој, мојот возлюбен, што е по волјата на мојата душа, ќе го положам духот свој над него и на народите ќе им објави суд. Нема да се кара, ниту ќе вика, и гласот негов нема да се слуша по раскрсниците. И во негово име народите ќе се надеваат. Штом јас истерувам бесови со Духот Божји, тоа значи дека дошло Царството Божјо до вас. Зашто кој не е со мене, против мене е. И кој не собира со мене, тој растура. Ако вие насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар. Ако насадите лошо дрво, и плодот ќе му биде лош. Зашто по плодот се познава дрвото. Вистина ви велам, секој збор и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Свети Дух нема да им се прости на луѓето. Ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости, но ако каже нешто против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој свет. Породи змиини, како можете да говорите добро кога сте лоши,
зашто од преполнетото срце прикажува устата. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште лошо. Вистина ви велам, за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Оти по зборовите своји ќе бидеш осуден и по зборовите своји ќе бидеш оправдан. А некој му рече: Исусе, енеа твојата мајка и твоите браќа. Која е мојата мајка? Кои се моите браќа? Кој ја извршува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Зашто кој има ќе му се даде, ќе му се земе и ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема ќе му се земе и она што го нема. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија: Оди и кажи му на твојот народ, со уши ќе слушате и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело и ги затвориле очите, ушите и очите своји, да не би некогаш со очите да видат, со ушите да чујат и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Вашите пак очи се блажени оти гледаат и ушите ваши бидејќи слушаат. Зашто мнозина праведници и пророци сакаат да видат што гледате вие и да чујат што слушате вие, и не видоа и не чуја. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта и сатаната во овој град, во овој манастир и на секаде низ македонскава земја. Слава ти, Господе Исусе Христе! Мир вам! Алелуја! Слава ти, Христос!